СДС започна со спроведување на брутална партизација на државата. Она што Зоран Заев претходно го најавуваше, сега се спроведува. Бркање од работа на политичките неистомисленици и вработување на војници, партиски послушници без оглед на нивната стручност. Зоран Заев најави дека ќе владее со бркање од работа на луѓето кои тој ги смета за неподобни и со вработување на партиски послушници од чистачка до министер. Пратениците на СДС јавно говореа дека членската книшка во Македонија ќе стане втора лична карта, без која граѓаните нема да може да се вработат во јавниот сектор, ниту пак да се надеваат на некоја редовна услуга која им следува по устав и по закон. 1500 луѓе беа сменети од надзорните и управните одбори во само еден ден, со што се парализираа бројни јавни претпријатија и институции. На Заев и на СДС не им е важно воопшто што поради ова во моментов Фондот за здравство не може да носи одлуки за лекување на нивните осигуреници во странство. Нив не им е важно што поради нивната агенда за приватизирање на државата, животот на граѓаните се доведува во опасност. Сменети се успешни директори кои воделе наградувани институции, само затоа што Заев и СДС донеле лична, неточна и скандалозна проценка дека директорите биле под контрола на Никола Груевски. Ваквиот политички прогон врз неистомислениците со фашизоидна реторика се врши се со цел СДС да ја претвори партијата во држава, а државата во партија. Тоа ќе го платат македонските граѓани со повеќе од 100 милиони денари годишно, кои СДС ги испланира во новиот буџет за привремени партиски вработувања на војници послушници. СДС, за сметка на тоа, си ги вработи во државната администрација сите оние кои одработуваа за нив. Такви се Зоран Бојаровски, Бојан Маричич, Дане Талески, Маријан Забрчанец, Петрица Рачини, Никола Наумовски, Бранимир Јовановиќ, Владко Васил, Дарко Лешовски и многу други. Граѓаните се во неизвестно за својата иднина и за иднината на државата, гледајќи ги ваквите недемократски и срамни потези на владата на Заев и на СДС. За само месец и пол СДС започна да воспоставува режим во Република Македонија. Но отпорот од народот ќе го почувствуваат многу брзо. Ви благодарам.